Уметниците се секогаш интересни, но се прашувам зошто некои се попопуларни од другите, зошто другите се поразбирливи за секој човек, не само за фелата. И доаѓам до заклучокот дека е она нешто што никому не успеало да го објасни, дека некој има звезда, дека е роден за нешто, дека е роден перформер, роден уметник, дека го живее животот како и уметноста на ист начин, едно исто. Имам чест да разговарам со Мирослав Масин, со која изложба да ја земеме, разговорот ќе биде интересен, а јас ќе се обидам во половина час да извлечам повеќе интересни моменти. Си тече времето, Веќе помина неколку минути. Многу ја сака музиката, зависи во која фаза разговарате со него. Од интервјуата што успеав да ги прочитам, некогаш е тоа класична музика, мислам дека и сега е таа фаза. Класичната музика, Паганини, како да прочитав некаде, низоставен. Од Савајле кога ќе станам, прво палам цигара нормално во кревет и после дури идам на кај купател тоалет, onda го прицкам појачалото и музиката и се пуштам. Од Савајле е класична музика, сериозна, некоја викаат сериозна. Во главна ме тој, после иде прогрес малце у джез као Чет Бейкер, као нешто така, па иде онда рок н рол, па иде јурок и ако додаш... Чекор по чекор се динамизира. Чекор по чекор и онда знае и Звонко Богдан да влезе, Шабан Бајрамовиќ, што ја исто ги третирам као джезери. Блузери, Блузери, класичари. Онда цајка из Новога Сада, ама тоа више ако не разнем. А кога е сликањето? Во тие фази од денот? Во меѓувреме. Не само да ние што имам работно време. Доле живеам кај мене и као галерија кај што живеам и горе ми е работен простор, така да само еден капак ме дели кој ќе ми текне. Си се качам, дали е доле баба или жаба или драги колеги и колешки, ако ми дали ќе се качам. Дома сум, џуџе. Не почнавте од раното детство, како многумина што почувствувале порив па да сликаат. Вие уште ја поминавте и најсилната гимназија Корчагин. Математичка. Како тоа? Со учење. Да. Мајка ви не ви беше дозволена, беше мајка ја учев наставник. у Браќа Рибар учев. Мајка ми беше наставник по англиски. И сестра ви? И продолжи така? Она приватна не беше у Браќа Рибар. Меѓутоа, ради мајка ми, ради србинката, морав да учам, иначе има добија шчупање. После у Корчагин исто морав, значи математика, ако не, па ја бев малце несташен дечко, немирен дух имав. И со тоа професори, студенти од математика ме да не ја брукам таму у Корчагин случајно. Таму немаше врски, ама после почнаа врските. Корчагин, Колдиц, тоа тешко врски за. Може да ти прогледа низ прсти некој, али мора да научиш ти четивото. Да. Фамузните ликовни, драмски, и бев музички. наградежен бев, на војска тогаш се идеше на 18. Бев награден, појма немав дека со сликарство ќе се занимавам. А зошто бркавте врски за запишување на ликовна академија? Знам дека беше тешко и на музичка, ние и на драм. Сигурно се бркаат врски, тоа не е само кај нас, тоа е у цел свет. Значи, ако се примаат 12 или 20 души на една работа,
нормално дека ќе се пријават 150, од кои 70 се многу добри, и од тие 70 треба да се изберат 10-15 што влагаат таа година, таа класа што ги исполнува. И нормално дека. И тоа што викаат колеги, ја кажа стално по интервјуа и по кафани, мене ме примија без врски. Бало ќе го спомнам, мислам, најдобро намерно спомнам. Мене од 7 пут, па викам, кој ти е крив што не си имал добра врска? Изгубил време. Не, пријатно. Ама добро ги оправдавте очекувањата и имавте таа среќа, некои велат, но секогаш различно влијание е добивка. 3 професори, 3 сменивте и сите ви беа корисни за вашето творештво. Да, сите различни имав таа среќа да бев кај Перчинков прва и втора, кај Кондовски 2 пати трета и кај Анастасов 4. 2 пати трета? 2 пати трета понављавме од марксизам 10 души. Како и сите од уметничките академии. Не И избутка, вам ви предаваше Димитар Димитров? 10-12 души, не онака нормално. Ја имам тоа задоволство дека кај Кондовски бев 2 пати. А они се сите тројца професори гениалци на свој начин и сите земав и они дадоа по нешто што... Имате различни фази сликарски во животот, различни инспирации, но како женскиот род да ви е натисте со женскиот род. Птици, риби, а добро, мајмуните тука се многу важни, не се? Мајмунки. Виното, жените, актовите, по тоа сте... Хедонизам да го кажете ми, така се вика. Хедонизам се Ја ако вика. сгрешам, такви тешки зборови, Хедонизам. Сте во основа хедонист. Тоа се главните убави, најубави работи, значи жената, уметноста, љубовта, виното нормално. И понекоја виски. Многумина глумат дека се уникатни, дека немаат никои идоли, вие јасно ги кажувате. Вас ве инфицираше со птици Чина Мича Поповиќ во Белград. Со мајмуните. Со мајмуните ве инфицираше, да. Со да. него почнав со мајмуните. Птиците порано почнавте да ги... Да, со птиците ме инфицираше Вујко ми од Ниш, пошто он беше и голубар и канаринци, ова низ таа куќа кај баба ми, кај Вујко ми се вртеле птици. Нормално у Скопје го дојам јас. Земав канаринци. Предпоставуваме сега, пошто пак со птици ќе биде изложба наредна. Во очине изложбата зборуваме. Да, и веројатно и тоа има големо мнение. И на академија, пред да се фатам со мајмунските работи, со мајмунологијата, сликав птици. Идев у природонаучен музеј, препарирани таму, јас со Дено и дури не идев толку на академија, колку тој период идев у зоолошка, у природонауча. И како го фативте во кадар оној орелот што слетува, што му се чувствува енергијата, што крилјата му се наназад, како Кај да сте го сака да виделе коч... вие тој на На Facebook? фотографија некаде, не знам каде сум го видела, меѓутоа Па е има толку жив. има неколку верзии, има, да. И тоа е нормално процес. Јас сум више сериозен млад господин со своји најубави 57 години, 6-7. И кога ќе се фатиш со една работа и истражување, и некои од моите драги колеги и колешки, јас истражував многу. Кај мене е тоа повеќе Живење. живење, кога ќе се фатам за една работа, си ја терам, тоа, знаеш, мајмун или риби, или риба, птица, жена, имаш еден циклус. И со тек на работа и со тек на хедонизмот и тоа се искача, и ако е риба ќе загњури подлабоко, ако е птицата ќе... Летне повисоко. Има нешто што не сте допреле, а не сте му вдахнале живот, бидејќи имавте и изложба од кујната на Масин, буквално беа тоа, и се уште сликате, дури и сега, садови музички инструменти, предмети околу вас. Па гледам да си го направам јас животот интересен, пред се мојот, а мислам дека од првите прашања беше нешто солово, а гледам, фала Богу, и публиката да ја задоволам, да ја направам интересно, значи таа интеракција. Зашто некој е поуспешен, зашто не. Јас од
од многу порано меѓу првите направи веб страна, да речеме, кога уште беше непознат, немаше да речеме, ја викам. Тоа ви е заради Корчагин, сигурно. Па, веројатно влече све, негде влече корени, некаде. Така да и маркетиншки работа, и сега ја покривам исто маркетиншки, тоа е нормално. По старите порано колеги која почна билборди стави, вика, чуем ти не си, вика Тоше Проевски. Вика Тоше Проевски продава цедиња, ние продаваме слики и графики. Така да нормално да се рекламираш маркетингот, да го користиш во овој век. Последниве 2 века, пошто ја ги Порано фатив. свативте од останатите, денес незамисливо уметник можда. да биде само уметник, денес е институција и Нормално, води јас сметка. сакам да живеам поопуштено, значи ако продавам 2-3 повеќе, ќе бидам јас поопуштен, нема да се секирам дали кучето ми јаде сува храна или ќе му донесат коски. Нормално е, како у секоја работа и у мојава, у нашава работа е. Не се откажавте од дружбите, од кафанскиот живот, ама сте во фаза, како што рековте, поопуштени сте, па можете друштвото да си го донесете во ателје. Таму се случуваат цели уметнички чинови, перформанси, концерти во бараката. Дружби. Да. Па има, фала Богу, и инструменти, и музички, и ликовни, и духовни. Се собираме, и кога се договаравме да ја реков, не ти идам ја, не ви идам јас, Бранка, тоа таму не се пуши, дојдете во теја. И поопуштено е дома. И нормално дома ставаш клjuč и ако сакам да го пуштам, ако се јави ќе дојде, ќе се дружиме, ако е позитивен. Ако денеска се испонаша негативно, утре џабе му е и да купи и 10 слики, не може да. Битно е таа опуштеност, ноншалантност. Искреност, пред све искреност. Да, тоа е многу важно и се препознава зашто вие и кога ги Сега имате. свирев контрабас пред некој ден, свирев поемам од контрабас. А свирите некој инструмент Како мал мандолина свирам. во училиште? Да. Па Јас свирев добра контрабас, основа. вас свиреше пијано, што и он исто не знае, и Зозо свиреше гитара и И што излезе free jazz? Треба да биде на отварањето, да биде малце со амбиент се врзаме. Ке свирите? Ке свирите на отварањето? Нема да свириме, ке пееме. Нема, Да без прашувам. текст, без текст. Музика без зборови. За изложба да ќе биде као амбиентално и има малце некои тунови ова. Она вас ќе ве интересира као. Да, интересно, да. А зошто во Ману представува престиж, секаде сте изложувале во различни простори? Не ви значи просторот, вие ќе го направите по свое. Во секој случај ќе му свртите енергијата. Ману, колку е веќе, 2 години ми се бенди се како простори, тоа што го правев, значи пред тоа 2 години ми влезе као концепт, значи искршеноста на просторот, дека може ваму да ставам цртежи, ваму да ставам малце постари, ваму најнови, поголеми, само за тоа. И зошто го избравте насловот повторна антиципација на монографијата подобро на Гранка? И па тоа беше, заглавен во лист. значи, тоа е моја крилатица, како се вика? Како беше подобро На Гранка, одошто заглавен во лист. отколку заглавен во лист. Отколку заглавен во лист, да. Значи тоа е уште од мајмуните стои. Беше исто во Киц кога беше изложбата, истиот наслов беше. И сега и за оваа книга правам поголема. Исто личи, значи и за мајмуните, и за рибите, и за птиците. Значи као филозофија да цивилизацијата малце ја ставиме на страна. Можевте убаво да крстите како кога орелот се напил, дали сам орал или копал? Сам орал, тоа е генијал. Денеска им раскажев на некои вицови шеги со орлите и со мечка се појавува, па и полжав се појавува. Прекрасни се. И тоа е жива истина, секој виц не е... Треба само да го склопиш. Да. Сте помислиле да пишувате? Бидејќи... Ја имам една книжка поезија. Да. Дали да продолжите да пишувате? Не. Немам време. А биографија? Автобиографија?
Ја да се пишувам сам Ќе автобиографија. дозволите некој да пишува за вас па да почне да зборува како сте биле непорочен, дека сте биле многу добар, фин, дека не сте се Со дружеле? мамење, некој искрено ако Зашто седнеме сами да не прашаме, напишете? идеме негде на одмор на некое море и ја да ме распрашуваат они писателот или како иде тоа веќе. Зашто да не? Зашто да не? Да. Сум размишljал, не е тачно дека не сум размишljал. Имате доволно творештво, Ali доволна сепак оправданост ќе има и тука некоја лжга. Прво сам пред Например, себе. а зошто прочитав некаде дека сте лажеле за мајмуните, дека инспирацијата од друго место и после признавате дека е всушност? Зашто што сакам си правам. Уметник. Ја Добар викам, раскажувач сте и имате смисла за хумор. ја го кажам исто дома имаме на џуџе. Значи поголемо, се е помало си стои во една ќоше. Снежани се едното џуџења, нели, приказката ја знаеме сите. И дошле овие дечки седморица од Рудник, уморни, сполегнале на креветчињата. Едно спие контра нозете на перница ги стело, Жана го буди, вика, мали, ти спиеш? Жана. Добро, Снежан. Македонски прекар. Жанчето. Жанчето го буди и Вика, мали, спиеш контра. Абе, вика жена. Работам, вика, 12 сата компа. Утре ручек мети бавчак. Дома сум, ке спијам како... сакам. Така да и ја... Како сакате? И еве и изјава дали е, поготово дома. Али вака и пред камери. Правам што сакам, важно е никого да не боли тоа, да не повредам. Може само да биде поинтересно. Знаете, однапред ги планирате како хороскопски јарец, работите, однапред знаете што ќе сработите следните години. Не зборам на дневна база, туку дали ви се случило, дали би сакале да направите изложба, ќе ви понудат и вие размислувате која да биде темата, ви досадува никогаш одредена тема. Јас сум обично кампањски работам, значи без некој... И се недоврзувам од еден циклус на друг. Мада, еве, предходниот каталог, што некој го викаат монографија, ја го викам сликовница дека е. Значи, некој каже, па ти работиш различни работи. Сепак, една изложба се надоврзува на другата. Иако било, да речеме, актови, меѓутоа се позна, ја не можам да избегам од себе или не се палам на хороскопски знаци. Веројатно има некоја поврзаност со тоа, пошто и Тесла го на прва го одбрав. Така да мислам дека бар кај мене искача без многу умисла, премисла, си доаѓа едно по друго и кога ќе се фатам, тоа само се развие од телето. Или како... Имате од време на време да се исчистите духовно од техники, бидејќи многу слики, ве го споменавме орелот, толку се комплексни, толку работа лежи внатре, па правите потоа еден бакнеш со неколку потези, како кај Пикасо исто, со една линија, со цртежите. Јас се навраќам, еве, сега правам. Мада тоа не е бакнежи, да речеме, биле 1000 бакнежи 2004, ја не се сеќавам веќе. И нормално е дека тоа сум бил ја, сакам да направам уште 10 нови бакнежи, меѓутоа тоа не е исто како што било пред 20 години. Да, контекстот е различен, Да. инспирацијата веројатно. А се личи тоа на мене, веројатно. Што сакате, споменавме музиката ви е важна, имате време за читање, сакате да читате, гледате филмови? Немам концентрација ни за читање, филмови гледам телевизија у кревет, само ќе се легнам, гледам филмови, документарци, меѓутоа ќе загледам еден филм, па една цура после овој масен не можеш да изгледаш филм. Никогаш до крај. Тоа ќе почнат реклама, он ќе фати друго, па ќе се пушти, па ќе се заспие, така да немам концентрација пред себе. Патувате, сте изложувале и надвор, сте биле дел и од престои надвор со луѓе.
што ви оставило како впечаток, да кажеме, си го направивте своето ателје, претпоставам дека тоа ви била целта. Имате потреба да направите некоја масовна манифестација, редовно учествувате, не знам колку понуди имате, меѓутоа кога има во живо да се слика, кога свири оркестар, сте биле дел од сите тие концерти. Тоа е стварно нормално, стварно сум врзан со музиката. Значи прва работа после цигарата е да пуштам музика. И врзан сум. Некојаш сега не ни одам по колонии многу, но меѓутоа бар да има некој транзистор да зуи нешто, да зуи, бар реклами нека пуштаат, некои народњаци нека пуштаат. Врзан сум, нормално кој ќе седиш и со филхармонија сме правеле, и сега со Мустафоглу бевме. Да, тоа е многу интересно. И нормално дека тоа инспирира и буди нешто што ти не можеш да се разбудиш, и јас сум сега, јас сум генија, ми текна така тоа. Она еурека клик. Балтазар. Никај не го сигури, он има работено и си има мачено за да стигне за да пушти такви убави и вака да се намести. Некој од помладиве се интересира да научи нешто од вас, ви доаѓаат, бараат совети, никогаш не влеговте во образовен процес, иако мислам дека ви имаат тоа има одзема многу време. Ја 2 пати пробав приватно школа, тоа траеше по 3 месеци, 2 и 4. Одзема многу време и да си дали средно уметничко, дали на академија, одзема многу време, треба да станеш, па да фине предсот на едукацијата. Јас ги поздравljam драгите колеги кои се занимаваат со тоа, меѓутоа јас видов дека не можам тоа да го правам, дека ми одзема многу од приватноста, слободното време, треба да идеш по састанци, па ако сакам да идам, па треба да подпишете барање до сова, ајде немаш. Издржах, валјда уште малце издржав без тоа. Без да се вработам. Не сум бил никогаш вработен. Не? Не. Тоа е добро, супер. Да. Директно сте зависни од слободното време, значи вашето творештво бара комоција, штом сте хедонист, автоматски и ова го повлекува. Нешто со техниките имате, уметноста гледаме дека е кај вас и применета и апсолутна уметност, иако темата е секогаш присутна. Вие не сте биле до таа мерка абстрактен да не може да се надзира контекст. Да, не сум до толку абстрактен. Сум правил и видеа, сум правил и перформанси, и све што е достапно, нели, во ова современие. Значи, ако ми кликне некоја тема, идеја, и онда и нормално се дружам со луѓе кои се меѓу другото и креативци, и секој ти дава некоја идеја, насока. Тоа не е кражба, меѓутоа свесно или посвесно влегувата. И тоа што ми мене кликнало уз тие муабети и континуирана работа, и нормално да бараш средство, техника, што викате вие, да како најдобро и најлесно и најбрзо и најчитко за мене и за публиката се оствари тоа. Колку ви требаше Го кажев комплицирано, требаше да звучи многу просто. Важно да е разбирливо. Кога почувствувавте дека сте успеале? Тоа не значи само по себе секогаш пари. Кога си рековте, добро, на добар пат сум да уживам во својата професија, да се гордеам со тоа што го правам. Се сеќавате? Па не би знаел од тој датум. Мада е од порано, јас као возрасен, или 56 години и кусур. Бар 10 години се чувствувам задоволен со самиот себе. Да. Значи, чим е екзистенцијата окей, немам захтеви некој да возам специјални джип или јахта, или да идам у VIP апартмани.
Меѓутоа тоа фино, сакам кога ќе ме провозат или кога ќе ме викнат на гост. Поштојам и тоа и кавијарче знам да си. Меѓутоа неам некои такви, сум немал и такви захтеви и сум години унат и повише од 10 сум задоволен. Но ве жести тоа кога луѓето ќе не ја почитуваат уметноста, кога им е тешко, кога ќе им се види далеку да дојдат до вашето ателје, кога на прва гледате дека не се заинтересирани за самата уметност, туку... Ми се десило пред години. Знаете и да бркате луѓе, така? Најчесто сте добар домаќин? Да, ам се нормално кај мене дома дека треба да се почитува некои правила. Има Џуџето. знак џуџето има едно знакче она забрана за политика и фудбал. Вистина не зборувате кај вас дома? Ниту за политика, ниту за Нека фудбал? зборат, нека идат на стадион, нека се тепаат таму или у парламент, нека и мене дома ќе дојат едни од СДС, другиве од МСДС и ќе се рчнат меѓу себе. Че има каде они тоа може да дебатираат, ако сакаат за Арсенал и Бајерн, на им стадиони таму, дека не дома се пуштио, кој знае да запее, нека запее, кој знае да направи добро гравче, нека направи гравче. Ја не знам што е тоа. Можно е да се обезбеди таква фри зона, ви успева? Ништо да не... Нормално има киксови понекогаш, меѓутоа тоа више тој не. Што ви останало до сега вака? Некогаш сте посакале нешто да направите кога ќе видите друг уметник, што му успеало, што не му паднала на памет таа идеја, кај вас се крчкала долго време, ви ја земал пред нос, се нервирате? Пред години имаше маестро Пенушлицки во Макаца изложба. И млада новинарка доаѓа и прво ме чека, уште се пушеше. Вика да кажете нешто за постариот колега, важи. Ајде, вика, допушите. И ја пуше. Вика се мотка девојчето, новинарката со камерата. Като се кила, ајде да... Вика, не чекај, камај. И што ќе кажете, вика, за Пенушлицки? Викам, таа слика, таа и оваа ми е криво што не ги направив ја. Поголем комплимент за авторот. Да, ама се она беше и млада, веројатно илчева внука или керка. Ама кажете нешто посериозно. Многу сериозно. Есенцијално е Да. ова. Да. Тоа значи дека го почитувате Пенушлицки. Кој од вашите колеги се високо на... Кога мораме еден да листата? одберам, тоа е Рембрандт. Кога морам еден, тоа е Рембрандт. Иначе ги има и во Македонија и во светот ги има стварно прекрасни маестрални кои им скидам капа и би застанал рамка до рамка со нив, без лажна скромност. Се нервирате кога ќе препознаете лажна уметност, после постмодернизмот ништо не е исто и позади таа завеса се што се случува, како препознавате дали стои систем, вистинска Јас уметност? не ни прата многу што се случува и кај нас и во светов. Така да и не сум уопште нервозен тип, па да се изнервирам нешто ако е фейк или не фейк. Нека се бркара, тако. Нека се поживее убаво. Денес, за жал, и не постои ликовна критика, но кога постоеше, да кажеме, дали некогаш прочитавте нешто за себе, кога ќе ви импутираат некој контекст и се прашувате дали јас тоа сум го насликал, дали тоа сум го мислел, кога ви ја реинтерпретираат уметноста? Порано има неколку, мада не постои, одавно не постои. Значи, од моеве професори, од тогаш дори не постои критика, ја ми објаснување зашто и тоа е нормално дека не постои у Македонија ликовна критика. Не само ликовна, не постои, сите уметности, као критика. И тоа е нормално, малце што беше основа на прашањето? Дали сте прочитале нешто за себе, од ликовен критичар, и да се прашате зарам јас ова сум го мислел? Сум прочитал извадено од контекст, меѓутоа тоа биле од лични скопски моабети и јас нормално не реагирав на тоа. Не. Не. Што да реагирам? Кафулињата ве следат уште од студентските денови. Вие не бевте мрзелив, она што е типично за народот тука, работевте? Соработувавме и со кафулиња, сум правил интериери, сликари, по
по паркови, дискотеки, така живеевме, таа генерација бевме иже деко. И рок-н-ролови правевме. Да, и добри свирки и последното беше Магор. И па со Сергеј го држевме едно време заедно, тогаш беше Арт кафе. Арт кафе. Па Сергеј се откаже, после го зема Магор. Претходно вие бевте таму. Ја и Сергеј бевме газди. Па Сергеј се откаже од семејни приж нормално со жена и 2 деца. Ја продолжев уште некоја година. Вие продолжите да бидете младич. Младич, ох. Да. Можно е да се живее, да се дели живот со Мирослав Масин? Или тој е предвиден да е индивидуалец и во уметноста и во животот? Можно е, како не е, прачете го кучето му е прекрасно него да најоц. Не сакават сите највеќе. Джаро доаѓаат го ранат, му даваат баклави, ова кучешки. Знам дека Може, но не сум ја толку терсена. Кој би рекол да? И знам дека одговарате и на Прустов прашалник, па тоа ќе ве прашав како е, кој би ве глумел вас на филм, ако треба да ве глуми? Има таков јунак? Ја уште мислам дека не сум за фрлање до Не, толку, да воопшто. и за биографија да се прави. Не мислев така. Може Мики Мануловиќ, а? Да? Може. Да, супер. Да, одлично. Јас сакам да ве прашам што од оваа сега изложбата најновата. Излезе повеќе од пола сат. Имате вграден часовник, чувствувате дека го поминавме тој половина час? Или се губите во времето? Ми се пали цигара тотално. Тоа би е алармот, затоа Не, знаете. поштуjem туѓе време и сакам да се поштува моето и сакам кој ќе кажат во 10 часот, во 10 часот да видите. Значи не може ништо да биде побитно од моето време, тоест јас кога сум у некоја релација со вас, ако ми требате вие нешто да биде побитно од вашето. Ако ме прашавте у тој контекст. Да. И тука сум малце нервозен. Значи 10, 10 и 15 на академски, културно и после тоа Уште сме во безбедната зона, да? Почнуваме со пип, пип, пип. Уште сме во безбедната зона, да можам да ви подарам и некоја книга, веќе си го избравте од книгите што не обгружуваат Никола Тесла. Вистина лик кој фасцинира, јас се Уште една надевам. ќе ми даете. Тоа зад камерите. Да, секако има голема продукција Арсламина и литература МК. Сигурно голема среќа да гостува вакви уметници и тие да ги читаат книгите. Еве со драгиот ковај. Сте насликале женски образ? Некогаш? Знам дека првата техника би била со шминките на мајка ви. Да. Сте сликале Тоа потоа? лобање беше, лобање. Се не знам дали е Не, дали е женска лобањата или нешто. сакав да побарам подпис од вас. Што е нормално. Тоа е малце поскупо. Благодарам. Прекрасно.